За заштита на тој балкански рис, ние заедно со Македонското еколошко друштво спроведуваме проект кој токму го носи тоа име. Имаме пребројување на единките на балканскиот рис, но исто така и пребројување на неговата трпеза, на храната. Кози, срни и така натаму. Затоа што е многу интересно животно, затоа што балканскиот рис е селектор на штетниот дивеч, на некој начин. Апсолутно се согласувам со вас дека ние државата, односно државните институции треба да бидат носители на сите тие проекти, но ние со нашата капацитетност, со нашата екипираност и со нашата ангажираност на сите страни гледаме максимално да се вклучиме, да помогнеме и да пуштиме луѓе на терен да го спроведуваат тој проект. За среќа реков дека имаме ентузијасти, имаме познавачи на оваа проблематика што премногу заедно во соработка со нас го правиме ова. Дефинитивно дека спремни сме да застанеме и на чело, на врвот, на пиедесталот, нели, за ние да го спроведуваме овој дел, но се уште согласно законските регулативи тука, ние мораме да бидеме насочени на некои други работи, затоа што сме установи со самофинансирање, мораме да бидеме насочени со други дејности, за да да обезбедиме основна екзистенција. Постојано го контролираме теренот, имаме тука над 70 вработени, од кои повеќе од половината се теренски работници и постојано контролираме и бдееме буквално на терен, затоа многу е мал бројот на луѓето што криволоват, можам да кажам, но не можеме никогаш да речеме дека нема. Имавме една непријатна ситуација мислам дека пред месец дена, од прилика каде што беа фатени криволовци. Тие криволовци, онака како што треба законски, по законски пат, беа пријавени до јавното обвинителство, претходно во полициските станици, и таму предметот е веќе процесуиран. Што се случува понатаму, тоа веќе не е наша ниту надлежност, ниту работа, туку наше е да регистрираме, регистрираното да го пријавиме, да однесеме докази на тоа што се случило, а после тоа, имаме обвинителство, имаме судство. Има една поговорка што ја употребуваат старите, вика невидена рамија поголем од кадија. Јас не би навлегувал и не би се впуштал во коментари на допрен глас. Затоа што точно така до мене има допрено, како и до сите тука што живеат, посебно до луѓето од Македонското еколошко друштво, дека навистина некои функционери во минатото го злоупотребувале тоа што биле на функции и на позиции и направиле конкретно криволов на рис, но не сакам, ниту да шпекулирам, ниту да помислам дека некој на некоја одредена позиција ја употребува или ја злоупотребува за да направи зулум, за да направи штета на, реков, и на онака загрозениот вид, а тоа е балканскиот рис. Години наназад е заглавен во лавиринтите на институциите. Тука најголем проблем се хидроцентралите. Морам да кажам, со жалење, дека не знам од кои причини во изминатиот период доделени се многу места, одредени се многу места за изградба на мали хидроцентрали и тие всушност до ден и денес уште ги спориме, ги даваме негативни мислења за таа работа и мислам дека владата има слух во тој дел и мислам дека нема да се реализираат овие. Наша главна, клучна цел е заштита на животната средина, нели се што доаѓа со неа флората и фауната. Од тие причини сметаме дека
во национални паркови апсолутно не треба ни да се помисли да се изградат хидроцентрали. Во предлогот за новиот закон за национален парк има и предлог зонирање. Тоа предлог зонирање е со три зони. Едната зона се вика зона за одржливо користење, другата зона е зона за активно управување и трета е зона за строга заштита. Заради хидроцентралите ние не можеме точно зонирање да направиме и да помине тоа предлог зонирање во планот за управување со Национален парк Маврово за период од 2012 до 2021 година и тоа е главната причина и главната кочница што не е завршена до крај работата. Ние како Република Северна Македонија, националните паркови и заштитените подрачја сме членки на паркови Динариди. Значи Динарскиот лаг паркови, каде што спаѓаат нашата земја, односно цела поранешна Југославија, плюс Албанија. И тука имаме соработка, разговараме и се договараме за секоја една активност. Дефинитивно дека сме многу блиски, имаме синергизам заеднички и блиски сме до обмислување на овие работи и реков заедно не само ние тука, туку Македонското еколошко друштво посебно ни помага, посебно за балканскиот рис и дава совети, идеи, планови како и да се прави. Затоа и сега и во иднина ние заеднички регионално ќе го решаваме овој проблем. Ренџерите се одличен број тука на терен застапени, го покриваме секој дел од Националниот парк Маврово, нели таква ни е систематизацијата, каде што секаде имаме по 20 ренџери на секој терен и буквално работаат двосменски и регистрираат се што ќе шумне. Значи, буквално. Можам со гордост да кажам дека ако сите установи во нашава држава, во нашава република, функционираат како Националниот парк Маврово и националниве паркови, ние ќе бидеме за кратко време Швајцарија. Од оној момент кога луѓето од Македонското еколошко друштво со неколку проекти, со неколку предавања, кажа дека балканскиот рис всушност е селектор на штетниот дивеч, тогаш мислам дека и најголем дел од луѓево ја сватија суштината на постоењето и богатството на постоењето на тој балкански рис. Затоа сметам дека тука како жител и сите како жители се гордееме што ние сме јадрово подрачје на тој балкански рис. Со гордост го кажуваме ова и во институцијата тамо во Сдруженијето на паркови Динариди и во разговорите нели со колегите со соседните држави од Албанија и од Косово, со гордост кажуваме дека ние сме јадровото подрачје тука на балканскиот рис. Ќе го спасиме? Обавесно. Не само да се спаси, и ќе се зголеми бројот на единки. Тоа ви ветува.